Во името на Отецот и Синот и Свети Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Архиепископот македонски господин Стефан проповеда ерес, исповеда ерес. И зошто не треба да се иде во црквите во Македонската православна црква, бидејќи се спомнува неговото име на литургија. А он, ако исповеда ерес, Светиот Дух нема да слезе на таа литургија и лебот и виното нема да ги претвори во крвта и телото Христови. Ајде да слушнеме што исповеда архиепископот македонски. Вика: архиепископот македонски Стефан упати честитка по повод Рамазан Бајрам до поглаварот на исламската верска заедница. До Рейс ул Улема Хаџи Шакир Ефенди Фетахи ми се сплетка јазикот исламска верска заедница во Македонија. Вика: почитувам Ефенди Фетахи од свое, како и името на архиереите, свештениците, монаштвото и верниот народ на МПЦО. Ви го честитаме празникот Рамазан Бајрам. Ајде тука да застанеме. Значи, што е честитање? Да некој да му дадеш чест, така? Да го почитуваш, чест, ја тебе ти оддавам чест, почит ти оддавам. А што е Рамазан Бајрам? Значи, Рамазан Бајрам е празникот кога Куранот, книгата Куранот му била откриена на ангелот Џибрил, па му била пренесена на Муамед. Така? А што вика Светото писмо? Светото писмо многу јасно вика. Значи дека ѓаволите може да се појават во форма на светли ангели. Значи Муамед со неговата гордост бил прелажан од ѓаволот. Така? Бидејќи ѓаволот доаѓа кај горделивите, кај понизните не може да дојде. Доаѓа кај понизните, ама бега, нема да го прифатат. И ние што правиме? Значи архиепископот Стефан кажува во ваше име дека вие го честитате празникот и он го честита. Значи вие ако не се побуните на ереста, вие станувате сотрудници, не сотрудници, како да кажам, во заедништво, дека вие исповедате ерес. Ако не се побуните и не кажете јас не се согласувам со ова и како се вика, не се согласувам со архиепископот македонски, не им почитувам празник. Значи треба да се изјасните јавно. Затоа Господ ни дал да се, како се вика, затоа ни дал уста, затоа ни дал зборови, јавно да исповедаме верата. Значи верата во срцето, но и јавно да ја исповедаме и затоа се прекрстуваме, слава му на Бога. После тоа, посакувајќи ви вам и на верниците од исламската вероисповед изобилни добрини од Господа. Добро, сега тука Господа, значи го става во едно, ама се уште не е изјаснет, бидејќи вика изобилни добрини од Господа може да се мисли на нашиот Господ, на Исус Христос, на Господ Исус Христос. Он не го кажува тоа, туку го вика само Господа. Така да тука ќе поминеме. Периодот вика на воздржување и пост нека ни биде, значи на нас заедно, на христијаните и муслиманите, нека ни биде од полза, а сите денови да ни поминуваат во мир и почитување, меѓусебно разбирање и соработка, како би можеле богоугодно и човекољубово да ја оствариме целта зададена од Севишниот. Пазете што вика. Во Севишниот ни вика во поимот Севишниот се состои нашиот Бог, Господ Исус Христос и нивниот Бог. Значи тука, зошто ви кажам, дека на почетокот, како вика, периодот на воздржување и пост нека ни биде, значи заеднички, се и држи тишина. Ќути, правам видео. Значи, вика да ни биде, нека ни биде на нас и на вас од полза, како би можеле богоугодно човекољубово да оствариме целта зададена од Севишниот. Значи, Севишниот го става, во Севишниот се содржи поимот нашиот Бог и нивниот Бог. Дека затоа вика, нека ни биде на нас и на вас. Кодемек ние имаме исти Бог, само ние го викаме Исус Христос, а они го викаат Аллах.
да запазиме што вика свети цар и пророк Давид во Стариот Завет. Сите богови на незнабожците се демони. Значи Господин Стефан го израмнува Исус Христос со ѓаволот, со демонот го израмнува. Зарем тоа не е, зарем тоа не е погрешно учење? Ве молам, вие како сакате, ако сакате одете си на литургија. Што да ви кажам? Ваша работа е.